гледате дека последниот период, минатата недела, управувањето со отпадот повторно се актуализира како горлива тема во Македонија. Ние како асоциација го поздравуваме настојувањето на владата да ги превземе ингеренциите од општините со цел побрзо да се реши регионалното управување со отпадот, бидејќи како што досега стојат работите, општините сами на ниво на региони не може да се договорат околу тоа каде да биде лоцирана идната депонија, кој да управува и така натаму, така да мислиме делумното превземање на таа одговорност со страна на централната власт ќе придонесе за побрзо решавање на управувањето со отпадот. Во таа насока сакаме да потенцираме уште еднашка дека ние како компанија во Асоциацијата за управување со посевни текови на отпад сметаме дека сме значаен дел, значаен субјект во решавањето на тоа интегрирано управување со отпакување, затоа што фракциите со кои ние управуваме или се рециклабилни, што значи дека може од нив да се приходува, како што се отпадот од пакување, акумулаторите, или пак ако неправилно се менаџира со тие фракции, може значајно да се загрози здравјето на луѓето и воопшто животната средина, како што се да речеме фракциите со отпадни масла, електронскиот отпад, малите батерии и акумулатори кои ако не соодветно се одлагаат, нели ги заедуваат почвата, подземните води и така натаму. Така да сметаме дека ние како компании треба да бидеме и веруваме дека ќе бидеме дел од тоа интегрално решение на кое владата работи. Да ве потсетам дека во Македонија годишно се создаваат над 700.000 тони отпад, различен отпад, од кои фракциите со кои ние управуваме, а тој отпад од пакување, учествуваат со над 100.000 тони отпад од пакување, над 15.000 тони сметаме дека е електронски и електричен отпад, над 70 тони се пуштаат на пазарот мали батерии и над 3.500 тони акумулатори. Ова е според нас околу 20% од вкупниот отпад кој се генерира во земјата, но тоа кажам повторно се наши проценки, бидејќи за жал има се уште голем број на компании кои се уште не су согласени со законите за посебните текови на отпад и се уште никаде не го пријавуваат количеството на отпад што го пуштаат на пазарот и се уште никаде не финансираат систем за собирање на отпадот кој тие го генерираат. Како наш придонес кон ова поефикасно решавање на управувањето со отпадот во земјата, сакаме да ве информираме дека ние како асоциација на компании за управување со посебните текови на отпад на 13 март на числената недела ќе организираме меѓународна конференција на тема Европските искуства за улогата на компаниите кои управуваат со посебните текови на отпад, сега и виднина, на која конференција се поканети и ќе учествуваат гости, директори од компании, најголемите компании, колективни постапувачи во земјите од Европската унија, како што се Германија, значи имаме представник од најголемата компанија во Германија, како таму е организирано собирањето на посебните текови отпад да ни презентира, потоа од Чешка, од Бугарија и имаме представник од Брисел од Асоциацијата на колективни постапувачи за отпад од пакување Експра, каде што ќе ни ги пренесе збирно искуствата од Европската унија како е организирано управувањето со отпадот како преку колективните постапувачи. Зошто се од овие земји? Затоа што Германија е најнапред во делот на селекција на отпадот, кај нив имплементација на законите за селекција на отпадот и рециклирање се на сила уште од 94-95 година, да ги видиме нивните искуства, каде што и сега работат во една конкурентна средина, значи има повеќе колективни постапувачи, како што и во Македонија. Потоа Чешка, каде што имаме еден колективен постапувач во секој од овие посебни текови на отпад, работат во неконкурентна средина. Имаме Бугарија како земја од регионот и членка на Европската унија, каде што е најблиску по менталитет и начин на селекција на отпадот со нас и нели го имаме како пресек целата Европска унија преку презентацијата на представникот од Експра од Брисел. Воедно тука ќе бидат поканети и представници од владата, Министерството за животна средина и ЗЕЛС од општините, како и рециклатори од Македонија, за да сите ги
споделиме нашето искуство од овие 7 години колку што се на сила законите за управување со отпад од пакувања, за управување со електронски електричен отпад, батерии, акумулатори и така натаму. Значи целта ни е да размениме искуства и да научиме нешто од земјите кои се понапред од нас во оваа проблематика. Ние сметаме дека моделот кој сега го имаме за управување со отпад од посебни текови, односно принципот на колективни постапувачи кои се основани од индустријата е добар и дека конечно недостасува во овој период е институционална поддршка во имплементација на законите по кои ние постапуваме, а тоа подразбира подобра соработка со општините и со нивните комунални предпријатија кои досега не покажа доволно интерес да се вклучат активно како партнери со нас во селекција на отпадот, но исто така и во делот на оние што се викаат државни институции, каде што инспекторатот за животна средина, управата за животна средина, кои треба да ги санкционираат компаниите кои не го почитуваат законот, и после 7 години отпад за пакување, 5 години батерии, акумулатори и се уште пуштаат на пазарот отпад од овие текови што ги напоменав, а не финансираат собирање на тој отпад од кога ќе се искористат нивните производи, да речем батерии или амбалажата од нивните производи стане отпад. И она што сакам исто да го потенцираме е дека државата, општините треба да се вклучат во решавање на проблемот со неформалните собирачи, кои граѓаните се сведоци дека порано или подоцна ја уништуваат опремата за селекција која колективните постапувачи ја поставуваат на улиците. Наш да речеме став е дека тие луѓе треба да најдеме начин како заедно со државните институции, општините да ги легализираме и да ги спречиме, да ги тргнеме од тоа нелегално, неформално собирање на отпад пакување и да ги направиме легални и формални собирачи во рамки на комуналните предпријатија, во рамки на општините. Кажав, поради сето ова, конференцијата организираме да ги опфатиме сите аспекти на тоа интегрално управување со отпад, интегрирано управување со отпад од аспект на рециклатори, производителите се поканети кои го генерираат тој отпад, општините, министерството, така да веруваме дека заклучоците што тука ќе ги донесеме, решенијата што ќе бидат понудени, ќе бидат имплементирани во измените на законот кои се во тек, кои Министерството за животна средина ги подготвува во однос на законите за управување со посебни текови отпад и колективните постапувачи, и веруваме дека после тие измени ќе имаме едно законско подобро решение кој ќе биде практично применливо во Македонија, не само препишано од Европската унија, бидејќи ние со легислативата сме горе-доле доста усогласени, но за жал со свесноста за примена на таа легислатива на сите нива не сме доволно напред. Така да ве поканувам уште еднаш како асоциација да присуствувате следната недела на 13 март во вторник, мислам дека паѓа така. 13 март да присуствувате на конференцијата. Очекуваме околу 100 присутни и да ги пренесете ставовите што ќе бидат изнесени од разните страни на таа конференција. Тоа би било од мене, доколку сака некој од колегите нешто да каже или имате прашања, слободно повелете.